Добро вечер, трето информативно издание на нашата телевизија за денеска. Во него ќе гледате. Запленета нелиценцирана и пиратска стока. Посетата на Груевски ударно пренесена во медиумите на Обединетите Арапски Емирати. Според Светската здравствена организација, последните неколку години туберкулозата го превзема приматот. МЗТ во финишот го скрши отпорот на Кожув. За повеќе информации бидете со нас по рекламите. Дневникот започнува во 20 часот. Добро вечер, тредневник на К3. Во Куманово се формира регионална комора во состав на Сојузот на стопански комори на Македонија. По тој повод со денешниот гост во студиото разговара Александра Максимовска. Гостин во дневникот на К3 телевизија е господин Митко Алексов, извршен директор на Сојузот на стопански комори. Причината поради која што сте присутни тука е што во Куманово, односно во седиштето на К3 телевизија, ќе биде отворена регионална стопанска комора, која што ќе биде дел од Сојузот на стопански комори. Како е поставеноста и кој е бенефитот од членството во Сојузот на стопански комори за компаниите? Така, благодарам на гостопримството на К3 телевизија. Ја би сакал да кажам дека Сојузот на стопански комори што може да направи за компаниите? Да го зголеми профитот на компаниите. Сметаме дека тоа е едно од најважните работи за компаниите, односно да работат профитабилно, да бидат успешни. Потоа исто така зголемување на нивната конкурентност и овозможување на нивно позиционирање, освојување на странски пазари, значи зголемување на извозот на компаниите, а со тоа и зголемување на македонскиот извоз. Ако ги погледнеме моменталните бројки на извозот во Македонија, гледаме дека расте, изразено во евра, околу 9,4% имаме раст на извозот во првите 8 месеци од годината. Сметаме дека овој тренд ќе продолжи и во иднина. Меѓутоа, носечки во извозот сметаме дека треба да бидат токму домашните компании. Значи, домашните македонски компании понатаму треба да се развиваат, да имаат одредена поддршка. Значи, ние имавме како Сојуз на стопански комори и конкретна мерка за формирање на одреден специјализиран фонд за поддршка на извозно ориентираните компании. Сметаме дека и во иднина токму нашите домашните компании треба да бидат носители на поголемиот дел од македонскиот извоз. Денеска сме во Куманово. Сојузот на стопански комори е секторски организиран, значи имаме комори индустријска, трговска, услужна, ИКТ комора, туристичко-угостителска, градежна комора, агробизнес комора, сметководствена комора за компании со недвижнини, значи ги имаме сите сектори, ги покриваме сите сектори и територијално на цела територија на Република Македонија. Имаме регионални комори на Сојузот на стопански комори во сите поголеми градови низ Републиката, а еве денеска сме на средби со компании и во нашата регионална комора во К3 телевизија. Значи, колку број на членки имате? Имаме одредена структура на членки. Во тотал број на членки моментално негде околу 7000 членки има Сојузот на стопански комори. Сметаме дека и понатака интересот е голем за членување, пред се заради онаа корист или бенефит, нели така наречен, за компаниите кои го имаат од здружувањето во комора, конкретно во Сојузот на стопански комори. Дали е тоа во делот на размена на информации, дали е во делот на консултантски услуги, потоа пружање, овозможување на правна помош, дали е воспоставување на контакти со странски компании, каде што домашните компании ќе можат да се јават како извозници да извезуваат. Потоа тој така наречен нетворкинг, односно вмрежување
помеѓу компаниите членови на Сојузот на стопански комори. Тоа многу често го правиме и е доста успешен модел за поврзување на компаниите, бидејќи иако се сите членови кај нас не се познаваат некој меѓусебно. Потоа оној дел на матчмейкинг, значи мечирање на компании. Значи имаме одредена компанија произведува одреден производ или услуга и пласман, поврзување помеѓу членството, а и оние кои не се членови, а потенцијални членови во иднина, значи за да може да се нивното работење да биде поуспешно. Секако, оној дел на застапување и лобирање, предложување на одредени мерки врз основа на повратна информација од компаниите, нели, кои се одредени проблематики со кои се соочуваат, а кои ние може да ги заеднички обработиме, сублимираме, претходно анализираме и доставиме како пакет на предлог мерки до владата за нивно имплементирање. Еве, неодамна, значи вчера го најавивме на нашето редовно годишно собрание дека доставуваме пакет од 65 конкретни мерки, елаборирани, аргументирани, кои сметаме дека би требало да се имплементира. Само од законска регулатива или од областа на инфраструктура, подобрување на некои други услуги? Ние ги поделивме во неколку делови, значи во фискална политика, потоа законска регулатива, меѓутоа потоа има и од административни одредени бариери, кои се уште има административни бариери, иако сме соработувале и во сите 4 фази на регулаторната гилотиња, меѓутоа состојбите се такви, не може да кажеме дека сега тоа се направило и готово, веќе нема што да се работи или унапредува понатака. Тоа е еден континуиран процес и во делот на и во ИКТ секторот имаме едно 10 доста конструктивни мерки кои сметаме дека овој пропулзивен сектор и понатаму може да се развива во Македонија. Јас ви благодарам што бевте гостин во Дневникот на К3. Благодарам за поканата. Во денешната акција на владиното координативно тело за заштита на интелектуална сопственост, која се спроведе кај правни и физички лица во Куманово. Запленети се 35 компјутери со нелиценциран софтвер, фалсификувани чанти и текстил од познати светски конфекцијски брендови, за што сопствениците на истите ќе се соочат со казни до 10.000 евра. Во рамки на редовните активности за сузбивање на пиратеријата во Република Македонија, денес координативното тело за заштита на интелектуална сопственост при владата на Република Македонија спроведе контроли во неколку интернет кафулиња во Куманово, бутици, кабелски оператори и тезги на зелениот пазар. Во акцијата беа запленети 35 компјутери со нелиценциран софтвер. Одземени се неколку плагиат чанти од дизајнерот Майкл Корс, фалсификувани тренерки од познатите трговски брендови Adidas, Nike и Puma. При контролите на неколку кабелски оператори кои реемитуваат програми, утврдено е дека истите ги почитуваат правата од интелектуалната сопственост. Денеска согласно акциониот план и пристигнатите пријави до координативното тело, дојдовме во Куманово со оперативниот план, беа исконтролирани неколку правни субјекти и физички лица во делот 3 кабелски телевизии кои реемитуваат програми и од страна на инспекторите беа констатирани, значи немаше неправилности во нивното работење, тоа е добро, значи да се прени затоа што полека се средуваат во делот на авторските права телевизиите, дали се тоа кабловските или националните, кај што има повреда на интелектуална собственост, значи се средуваат и тоа е добро. Не секогаш контролите кои што се значи е и тоа убаво да се каже дека полека се почитуваат правата од интелектуална собственост. Другите, уште 3 објекти кои ги сконтролиравме, тоа е во делот на повреда на авторските права за нелиценциран софтвер и во сите 3 правни субјекти што беа исконтролирани, беа одземени 35 компјутери кои немаат лиценциран софтвер. Од страна на Министерството за внатрешни работи ќе бидат поднесени кривични пријави и од Управа за јавни приходи и Државниот пазарен инспекторат ќе бидат соодветни законски мерки преземени спрема истите правни лица. Негдека има и глоба од 10.000 евра негдека вредност, што не е мала. Секој тој што би сакал да се занимава со некој бизнис треба однапред да се ги среди работи, затоа што не се мали глобите. Исто така беа исконтролирани
два бутика во центарот на градот, кој што има повреда на интелектуалната собственост, односно повреда на индустријската собственост за познатите брендови трговски марки кои се заштитени на ниво на Република Македонија и надвор од Македонија. Во два бутика во центарот земени се неколку ташни од познатите брендови Michael Kors. Исто така денеска беше предмет на наша контрола и зелениот пазар, затоа што таму често пати реагираат правните субјекти кои што имаат бутици во градот, не само во Куманово и пошироко. Беа исконтролирани неколку тезги. Нормално кога се пристигна таму, инспекторите превземаа мерки, одземени се Adidas, Nike и Puma од страна одредена количина од тие што се најдени на тезгите, другите што беа исконтролирани тезги беа исправни. Председателот на координативното тело за заштита на интелектуална собственост Мите Костов истакна дека во сите случаи станува збор за кривични дела за кои следуваат законски казни од 3 до 6 години и парични казни до 10.000 евра. МВР ќе поднесе кривични пријави за прекршителите, додека против истите соодветни постапки ќе превземат Управата за јавни приходи и Државниот пазарен инспекторат. Костов потенцира дека оперативниот план за сузбивање на пиратеријата, криминалот и други девијации во економскиот систем продолжува. Истиот ќе се спроведе на територијата на целата држава без селективен пристап. Ние сме тука транспарентно и јасно, без селективен приод, да ги кажеме нашите активности, се со цел да стигнат до тие целни групи кои што се занимаваат со ваквите дејности. Сдруженијето на пензионери од Куманово утре ќе се представи со целовечерен концерт насловен како Пензионерите за својот град. Како гости на настанот ќе се представат и пензионерите од Кочани, како и културно-уметничкото друштво Срба. Оваа манифестација се одржува по повод предстојниот празник 11 ноември, денот на ослободување на градот. Во пресет на денот на ослободувањето на Куманово, традиционално по 14 пат пензионерите од Куманово во Центарот за култура Трајко Прокопиев ќе се представат со богата културно-уметничка програма. По 14 пат, тоа ни е традиционално, ние во чест на 11 ноември по повод денот на ослободување на градот го одржуваме традиционален концерт Пензионерите за својот град. 14 пат ни е тоа поред. Еве, да искористам прилика да ги поканам сите наши членови граѓани да дојдат на овој наш концерт, кој ќе се одржи, значи, утре во 18 часот во големата сала на Центар за култура. Покрај членовите на нашето културно-уметничко друштво со сите секции ќе земат учество Сдруженијето на пензионерите од Кочани со полчасовна програма, настап на сола, на фолклор и еден сплет од културно-уметничкото друштво Срма од нашиот град. Се на сето ќе биде убава забавна програма. Да, сето тоа, а пред, значи, како што кажа, во 18 часот, а во 17:30 во холот на Центар за култура ќе биде отворена изложба на наши аматери, сликари, пензионери, на кој што ќе настапи и хорот на културно-уметничкото друштво. Концертот ќе се одржи утре со почеток во 18 часот. Во Општа болница Куманово 100 волонтери се здобија со решение за работен статус на неопределено време. Директорот Ариф Лјатифи им ги врачи решенијата и им посака и понатаму истројно со многу труд како и досега да продолжат да помагаат и спасуваат човечки животи. Во Општа болница Куманово на 100 волонтери им беше врачено решение за работа на неопределено време. Некои од нив 13, 15 па и повеќе години работеа за скромен надомест. Директорот на болницата истакна дека со овие решенија директно ќе бидат згрижени 100 семејства, а од друга страна пациентите ќе имаат поквалитетни здравствени услуги, бидејќи со нивниот труд и квалитетот на услуги ќе се зголеми во болницата. Сега ми е чест да им честитам новото, мислам, решението за вработување, бидејќи со тоа ќе има стално вработување и со тоа ние директно ќе ги изгрижиме, да кажеме 100 семејства кои ќе земат редовна плата. Од друга страна, нашите пациенти ќе имат поквалитетни здравствени услуги, бидејќи со нивниот труд мислам дека и квалитетот на нашите услуги ќе се зголеми.
Државниот секретар на Министерството за здравство Насов Ипчија им се заблагодари за нивниот вложен труд и грижата што за овој период ја искажале. Воедно сум тука за да им се заблагодарам на сите тие работници што денеска ќе си издобијат решенија за неопределено работно време. Тука задоволството е на тоа што ние со сето тоа што го кажа господинот министер за локална самоуправа, дека тоа е само едно мало задолжение од наша страна за сето тоа потик и сето тоа грижа што тие луѓе за овој период го искажа. Министерот за локална самоуправа Лирим Шабани истакна дека да спасуваш човечки животи скоро без никаква финансиска сатисфакција е дело само на големите луѓе и дека токму оттаму потекнува потикот за ангажирање за решавање на нивниот работен статус на неопределено време. Главен мотив за мобилизирање на сите ние што дојдовме денеска тука е делото, вашето дело, кое може да се рачуна како дело на големи великани. Годиниве што ги потрошивте во позитивна смисла, да пружајќи помош, спасувајќи човечки животи во болницава без скоро никаква финансиска сатисфакција, тоа е големо само на големиве луѓе, на великаниве како што се вие денеска. Волонтерите беа пресретни што конечно се реши нивниот статус. После 15 години решение добивам хигиеничарка. После 15 години тоа е жалосно. Работале смо без динар. Тоа се вика с 3900. Жалосно е било, ама се фала на благодарение и на директори, на владу, на свите. Може да се захвалу, фала ги. Јас 17 години работев дека конечно значи се решил град Куманово. Радосна сам. После 13 години овој ден е голем ден за мене и за моето семејство. Се заблагодарувам на директорот што придонесе и ние да земеме од волонтери во неопределено време да го решиме нашиот статус. На свеченоста присуствуваше министерот за економија Беким Незири. По повод 10-годишниот јубилеј од работата на Националниот ромски центар, во ресторан Грација се одржа дебата на тема Роми 2015, Роми 2020. Своје обраќање имаше господин Ашмет Елезовски, извршен директор на Националниот ромски центар, а презентација на тема Наши предизвици изврши Катерина Шојќ, раководител на правна програма и застапување. Визијата е поддршка на развојот на општеството, каде што сите луѓе се еднакви и имаат еднакви можности да уживаат во слободите и правата. Мисијата е преку мобилизација за екнување на луѓе, користејќи застапување врз основа на правата и партиципативен пристап. Националниот ромски центар ќе ги поддржи нејзините конституенти, роми и други лица кои живеат во социјален ризик, да ги исполнат нивните основни права и уживаат во нивните слободи, истакна Ашмет Елезовски на дебатата по повод 10-годишниот јубилеј од работата на Националниот ромски центар. Градот Куманово е првиот град кој даде и своји роми представници во Европскиот парламент кои работеа, представници во Советот на Европа имаме, а покрај тоа и имавме од нашиот град, тука се и колегите, и младите, и постарите, кои беа дел од европските институции и таму всушност се едуцира за да повратно, кога се вратија тука, заедно со нас сите, ние да креираме и да бидеме мост и да имаме глас на народот или она што подржно се вика што поопширни, потранспарентни комуникации, тоа е подобро за сите нас. Катерина Шојќ посебно истакна дека Националниот ромски центар го промовира пристапот на луѓето до фундаментални права и се залага за доследност во принципот на еднаквост пред законот, кога легитимните права се засегнати. Фокусот на образование беше насочен кон пристап на образование и лични документи, принцип на недискриминација, полови и здравствени прашања. Национален ромски центар е регистриран како здружение и основан во 2005 година. Создавајќи можност за една граѓанска организација да се посвети на согледување на националните и локалните политики, имајќи ги во предвид економските, социјалните, културните и граѓанските права на припадниците на ромската заедница и на сите оние кои што се под социјален ризик и ранливост на територијата на Република Македонија.
Националниот ромски центар е основан во 2005 година како граѓанска организација која работи во име на зајакнување на ромската популација во Македонија, таргетирајќи ги политиките и практиките на национално и локално ниво. Во Основното општинско училиште Илинден денеска беше одржана едукативна работилница во рамки на проектот Превенција од болести на зависности, кој го реализира општинската организација на Црвен крст од Крива Паланка. Вакви работилници наменети за учениците од повисоките класови ќе бидат одржани во сите основни и подрачни училишта на територија на Крива Паланка и Ранковце, како и во средното училиште. Младите волонтери од Кривопаланичкиот Црвен крст ги едуцираа учениците од 8 и 9 оделение од Основното општинско училиште Илинден за штетните последици на дрогата, алкохолот и цигарите и начините како да се заштитат од овие пороци. Работилницата е во рамки на проектот Превенција од болести на зависности, кој од неодамна го реализира Кривопаланичкиот Црвен крст. Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка почна активно да го спроведува проектот за против борба за превенција од зависности. Проектот се одвива во 10 општински организации низ Републикава. Ние како општинска организација досега опфативме 5 едукативни работилници во кои се опфатени околу 105 ученици. Проектот има за цел да ги намали зависностите и пороците. Ние како општинска организација имаме предвидено 16 едукативни работилници и со цел да се опфатат околу 300 ученика. Основното општинско училиште Илинден континуирано се вклучува во активностите за заштита на младата популација од зависностите на 21 век, вели директорот Оливер Дејановски. А во таа насока тимот училиштето беше дел од патролите на терен за разгледување на состојбата со консумирање на пороците. Целта на нашето училиште како воспитно-образовна установа е да им дадеме насоки, инструкции на учениците од 8 и 9 оделение, да се снајдат во светот, во животот и едноставно во нивното мало за подигање на свеста од страна на дрогата, алкохолот и никотинот. Воедно може да кажем дека нашето училиште пред 3-4 месеца беше едно од ретките училишта кој што беше повикано заедно со Советот на родители и јас како директор да одиме во една акција заедно со Министерството за внатрешни работи за откривање на малолетничка деликвенција од страна начин на алкохол, дрога или никотин. Имплементацијата на проектот ќе опфати 16 работилници наменати за учениците од повисоките класови од сите основни и подрачни училишта на територијата на Крива Паланка и Ранковце, како и во средното училиште, а досега беа реализирани 5 едукативни работилници. Владата на Соединетите Американски држави финансиски го помогна реновирањето на средното општинско училиште Митко Пенџуклиски од Кратово. Обновена е кровната конструкција на училиштето преку проектот на USAID за меѓуетничка интеграција за образованието. Кратовската гимназија доби нова кровна конструкција, а реновирањето се реализираше со средства од владата на Соединетите Американски држави, обезбедени преку проектот на USAID за меѓуетничка интеграција во образованието. Реновирањето на Митко Пенџуклиски од Кратово е финансирано од владата на САД преку Европската команда на Американската војска EUCOM како дел од учествата на училиштето во проектот на USAID. На свеченото одбележување на успешно реализираните активности присуствуваа полковник Томас Батлер, висок представник на одбраната при амбасадата на САД, Мите Андоновски, градоначалник на општина Кратово и директорот на средното општинско училиште Митко Пенџуклиски, Тони Јанев. Батлер истакна дека ова е позитивна приказна која се случува во училиштето во Кратово, но и во безброј други училишта низ Македонија. Ова е охрабрувачка приказна за младите луѓе од Македонија и нивната иднина. Ова е приказна за создавање на етничка хармонија меѓу учениците, нивните родители, наставници и соседи и треба да се раскажува, да се слави и зајакне, потенцира Батлер.
Освен Митко Бенџуклиски, сите останати училишта од земјава кои работат со проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието имаат можност да аплицираат за средства за реновирање достапни од Европската команда на американската војска. Досега преку оваа програма се помогнати над 48 заедници во нивните напори да ги подобрат училиштите објекти, овозможувајќи им достапност на учениците со посебни потреби, а заложбите продолжуваат во насока да им се помогне на уште училишта следната година. ПМИО е 4-годишна иницијатива вредна 5,2 милиони долари, која соработува со сите релевантни образовни институции, поддржувајќи ги напорите на владата на Република Македонија во процесот на етничко интегрирање. Основците и средношколците од Куманово преку работилница учеа како и што е потребно да се има за да се земе учество во еден филм. Одговорните се задоволни од оваа едукативна работилница која носи наслов преку кастинг до улога во филм и се надеваат дека овој проект ќе продолжи да се спроведува и во наредните години. Работилница на тема преку кастинг до улога на филм се одржа во Центарот за култура Трајко Прокопиев, која што е во рамки на фестивалот на Тркала, недела на балкански фестивали. На работилницата беа присутни ученици од основните и средните училишта во градот, кои таму имаа шанса да се едуцираат за кастинг и предпродукција на еден филм. Значи, работилницата е под наслов од кастинг до улога во филм. Работилницата е дел од фестивалот на Европски филм Фестивал он Вилс, ја организира КТВ и МЦФМК и е поддржана од Агенција за филм. Оваа работилница е со цел да ги запознаеме најмладите како течи, значи, кастингот, како е тоа дел од, знаеме, од предпродукција на еден филм и како од кастинг можат да стигнат, значи, до некоја улога во филм. Немаме некој конкретен план, значи во однос на временските услови, колку што можеме ќе успееме, значи и колку што има заинтересираност, се надевам сега ќе видиме, значи кој ќе им презентираме како оди работата, значи, на еден кастинг. Освен едукативниот пристап за да се сними филм, на оваа работилница беа прикажани и делови од досегашните кастинзи и како сето тоа се одвивало до сега. Посетата на премиерот Никола Груевски на Обединетите Арапски Емирати и неговите средби беа ударно пренесени во емиратските медиуми, во весниците и телевизиите во заливската држава. Високотиражните и влијателни емиратски весници известуваат за средбата на македонскиот и емиратскиот премиер ударно на цела странаца со богата илустрација од фотографии. Емиратските весници кои се печатат на англиски јазик и се особено влијателни во емиратската бизнис заедница го потенцираат подпишаниот договор за избегнување на двојното оданочување како основа за продлабочување на економската соработка. Емиратските медиуми даваат позитивна оценка за посетата и за средбата на владината делегација, при тоа истакнувајќи дека двете земји разговарале за унапредување на односите, особено во делот на економската соработка, информатиката, земјоделството, енергетиката и туризмот, како и за соработката на полето на инвестиции. За посетата и за средбите во ударните термини известува и националната емиратска и другите телевизии во Дубај и Абу Даби. Премиерот Груевски ја оцени посетата како позитивна, од која што, како што истакна, произлегуваат сериозни можности за воспоставување на конкретна соработка на поголем број проекти и на државно ниво и на ниво на бизнис заедницата од двете држави. Повеќе од 650 семејства досега го имаат решено прашањето за сопствен дом преку проектот Купи куќа, купи стан. Континуирано расте интересот за учество во проектот. Проектот станува подостапен до граѓаните преку карванот и саемите кои ги организира Министерството за финансии. Денеска започнува саемот за Купи куќа, купи стан во Сити Мол, а како што веќе е најавено, граѓаните ќе можат да добијат попусти на актуелните цени на становите кои можат да достигнат и до 200 евра по метар квадратен. Граѓаните кои сакаат да се информираат повеќе за условите кои ги нуди проектот можат да го посетат саемот кој ќе трае до недела 1 ноември. Предвидени се два модели. Првиот се однесува за ратата, вториот за учеството. Кај првиот модел на ратата, владата за изградба или купување куќа покрива 75% од месечната рата, и тоа во првите 5 години од отплатата на кредитот. За стан се покрива половина од месечната рата од истиот период. Субвенционираната камата изнесува 3,95% во првите 3 години и 4,44% во четвртата и петата година од отплатата. Вториот модел е за помош околу учеството. Владата плаќа 75% од учеството за изградба или купување куќа, или во апсолутни бројки до 9300
75 евра за максималниот износ на кредитот од 50.000 евра. За стан владата покрива половина од учеството или 6.250 евра за кредит од 50.000 евра. Каматата за стамбениот кредит исто така е субвенционирана и изнесува плюс 4,5% во текот на периодот на отплатата. Овој проект е наменет за луѓето кои имаат извесен износ на средства, но немаат доволно за сами да ја завршат работата, да купат стан, да изградат куќа или да решат за доградба. За сите тие проекти може да користат средства од Купи куќа, Купи стан. Во зависност од кредитот, државната помош се движи од 8 до 14.000 евра. Сметаме дека ова е значителен износ на средствата што е добре дојден, особено во првите години кога е најтешко да се исплаќа кредитот, изјави вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Средствата за проектот Купи куќа, Купи стан ќе има и во наредната година. Граѓаните и тогаш може да сметаат на поддршка од владата. Граѓаните кои сакаат да аплицираат за субвенциониран кредит преку овој проект треба да исполнат неколку услови поставени со цел парите да завршат кај оние на кои најмногу им се потребни. Вкупните месечни приходи на поединецот не смеа да надминуваат 900 евра или ако се работи за брачни другари, горниот лимит изнесува 1300 евра. Кандидатите не смеат во сопствена или заедничка сопственост со брачниот другар да имаат стан или куќа, ниту пак претходно да имаат подигнато друг стамбен кредит. Што се однесува на кредитот, субвенционираниот износ е до максимални 50.000 евра. Ова важи ако земете кредит над 50.000 евра. Повторно поддршката ќе биде до овој износ. Правила има и за потенцијалниот дом. Треба да е новоградба со сите документи, со цена на квадрат до максимални 900 евра, да се купи директно од инвеститорот или од изведувачот, а во случај на куќа, градежно-техничката документација треба да гласи на име на барателот. Се поднесува барање за користење субвенциониран кредит до банката, која проценува кредитната способност и го кажува последниот збор. Откако ќе се склучи договорот, важат и следните правила: забрана за давање под кирија на недвижноста, забрана за ставање под хипотека, забрана за продавање во првите 5 години од почетокот со исплата на кредитот. Проектот Купи куќа, Купи стан истовремено го раздвижи пазарот на недвижности, а градежните компании регистрираат зголемена продажба. Германскиот министер за внатрешни работи најави заострена политика кон бегалците и забрзана депортација на барателите на азил. Следуваат вестите од светот. Германскиот министер за внатрешни работи Томас де Мазиер најави заострена политика кон бегалците и забрзана депортација на барателите на азил од Авганистан, како и десетици илјади економски емигранти од Балканот, пренесува Дојче Веле. Бројот на враќања во татковината доброволно или преку депортација значително ќе се зголеми, рече де Мазиер. Според последните податоци, бројот на баратели на азил од Авганистан полека се приближува до бројот на бегалци од Сирија, што министерот го нарече неприфатливо, бидејќи меѓу нив има голем број припадници на средната класа и граѓани на главниот град на Авганистан Кабул, кои би требало да останат и помогнат во изградбата на својата земја. Де Мазиер додаде дека неговиот став ја има поддршката од авганистанските власти. Што се однесува до економските емигранти од Балканот, министерот изрази надеж дека постапката околу нивните барања ќе се забрза и до крајот на годинава десетици илјади ќе бидат вратени во своите домови. Тоа мора да се случи, предупреди германскиот министер. Неговата изјава пред се однесува на Албанија, Косово и Црнагора, кои во последната ревизија беа прогласени за безбедни земји на потекло, отстранувајќи го главниот аргумент на барателите на политички азил. Министерот најави дека наскоро ќе ја посети Албанија за да се увери како локалните власти постапуваат со депортираните. Околу 11.000 луѓе беа депортирани оваа година, додека 27.000 се заминаа доброволно со финансиска помош, кажа де Мазиер. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ја подлече неопходноста од единствен и поливалентен пристап кон тероризмот, особено за негово спречување. Според него, светските лидери не ја сватија пораката на арапската пролет, пренесува француските медиуми. Почитувањето на правата на човекот треба да биде на фронтот од реакцијата против тероризмот, изјави Бан Ки Мун на меѓународна конференција во Мадрид за превенција на насилниот екстремизам. Луѓето привлечени од екстремизмот честопати се незадоволни. Тие се радикализираат од тоа што го гледаат околу себе. Неправда, насилство и многу цврсти одговори од безбедносната сфера, додаде тој. Кога во 2011 година избувна арапската пролет, ги повикав регионалните лидери внимателно да ги слушнат пораките од мирните демонстранти за демократија, но тие не послушаа, додаде тој и изрази жалење за настаните што следеа, како граѓанската војна во Сирија и проблемите во Либија.
Бан Ки Мун подлече дека прва задача треба да биде елиминирање на сиромаштијата и нееднаквоста, поддршка за одржливиот развој и грижата за младите, кои се првата цел на вработувачите на терористичките групи. Бан потсети дека во јануари или февруари ќе го представи и светскиот план за борба со тероризмот. Сидата и натаму е болест која предизвикува најмногу смртоносни случаи во светот, но нејзиниот примат последниве години сериозно го загрозува туберкулозата, соопшти Светската здравствена организација. Според податоците на Светската здравствена организација, во текот на 2014 година од сида ширум светот починале 1,2 милиони лица, а од туберкулоза 1,1 милион. Во извештајот се вклучени податоци од вкупно 205 земји и територии од целиот свет. Лани биле регистрирани околу 6 милиони нови случаи заболени од туберкулоза, од кои дури 400.000 биле инфицирани од ХИВ вирусот. Шампионот МЗТ Скопје аеродром го совлада тимот на Кожов со резултат 72-66 за втор триумф во домашниот кошаркарски шампионат. Во израмнет надпревар вчера вечер домашните кошаркари дури во самиот финиш на мечот успеа да го скршат отпорот на гевгеличани, кои во еден момент од третата четвртина има 8 поени предност. Со 19 поени, Дамјан Стојановски беше најефикасен играч во редовите на МЗТ Скопје. Ѓорѓе Дреновац беше стрелец на 16, а Марко Љубичиќ постигна 11. Кај Кожов, Алексеј Нешовиќ со 19 поени беше најдобар поединец. На другите дуели од третото коло беа постигнати следните резултати. Карпош Соколи Куманово 90-83, Фени Индустри Работнички 79-82 и Бест Струмица 68-91. Во продолжение да проследиме временска прогноза за североистокот. Ви благодарам на вниманието, останете со програмата на К3 телевизија. Пријатна вечер.